Премиерот Зоран Заев верува дека пари во државата постепено ќе има за сите. За синдикатите кои ги бараат во име на наставниците, за земјоделците, пензионерите, администрацијата и останатите изјави тој денес во Штип. Верувам дека ќе изнајдеме начин да излеземе до оптимално прифаќање на барањата на синдикатите, на пензионерите, на работниците, на граѓаните генерално, заради тоа што најмногу во конкретниот случај сум посветен на стартот на почетокот на имплементацијата на најважната мерка е тоа дигањето на севкупните плати во државата. Каде што преку субституција буквално даваме можност да се дигнат 782.000 плати во државата. Толку се вработени граѓани во нашата земја. Верувам дека проектот ќе биде успешен. Јас би бил задоволен и со 10, 15, 20% успешност. Во однос на текстилните работници, платата, прекувремената работа и барањата на газдите, Заев изјави. Апелирам да седнат, да се договорат и секако законите во државата за работни односи да се почитуваат. Многу е значајно исто така ако се договорат двете страни да работат за време на празници или да работат дополнително од работното време. Се знае дека тоа мора да биде екстра со екстра заработки платено на работниците. Околу можноста за пролонгирање на изборите по април поради ратификување на договорот за влез во НАТО, премиерот Заев ги отфрли шпекулациите дека тие ќе бидат одложени. Генерално не очекувам потреба од промена на датумот за изборите, но истовремено испраќам пораката која што сите ние треба да ја знаеме, а тоа е одговорноста пред државата, како што бевме одговорни да прифатиме и да повикаме веднаш на парламентарни избори, како што бевме одговорни да седнеме како здраворазумни луѓе да договориме датум, сите заедно со консензус, така треба да водиме секако грижа за интересите на државата.